Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска. Вие гледате За или Против. Денеска ќе ја заокружиме ова работна недела со една тема која што верувам дека не засега сите, имајќи предвид дека топлотните разлики, промената на времето се чини дека влие кај секој еден од најмал до највозрасен, особено кај хронично болните, а со зголемувањето на температурите или со зголемената разлика во температурите од сончево до најнаш облачно па и дождливо време, многу често знае да ги зголеми и повиците до итната медицинска помош. Затоа денеска во фокус ќе ставиме за тоа што значат тие температурни разлики, високите температури врз нашето здравје и кога треба да побараме итна медицинска помош. Во таа насока вечерва имам чест да ни гостува доктор Анита Димовска, која што е раководител на итната медицинска помош во Скопје. Добра вечер. Добра вечер. Како што кажав, Европа, особено периодов, беше делови од Европа се погодени од големи високи температури, нели? Особено во делови на Франција, кој што голем број на луѓе го изгубија својот живот. За среќа кај нас не зафати толку многу високиот топлотен бран, иако сме биле сведоци на вистина сериозни топлотни бранови тука во Македонија, но кај нас пак се случува нешто друго, а тоа се оние разлики температурни, нагли промени на времето, ако може така да кажеме, но ќе позборувам и за едното и за другото. Најпрви би сакала да ве прашам дали во овој период од годината има зголемен број на повици на итната медицинска помош или звонењето на телефонот е секојдневие кај вас, па итноста без разлика колку де факто е итна или не, се го вжештува вашиот телефон. Така, како што кажавте, телефонот во службата за итна медицинска помош 194 112, кој што е линија каде што ЦУК не поврзува, постојано звони. Значи, дали ќе биде тоа во летниот период, дали во зимскиот период, линиите се постојано вжештени и постојано граѓаните бараат или совет или помош од нашите екипи. Како и да е, секој временски период, секоја сезона си носи свој тип на работа, така да и ова лето, како и предходните години, се соочуваме со високи температури. Знаеме веќе дека е екот на летната сезона, меѓутоа за разлика од месец јуни, каде што на вистина можевме да ги осетиме тие енормно високи температури типични за летото, овој период се соочуваме со температурни разлики од утрински до попладневни, па и не така многу високи температури. Значи максимумот е 30 степени, меѓутоа можеме да видиме и 19 степени на утринска температура. Исто така сведоци сме и на дождливо време во попладневните часови, така да имаме едно шаренило на температурни разлики од утринска до вечерна температура. Сепак телефоните без разлика на се, можам да кажам дека јуни месец беше она типичен летен период каде што дури надпросечни температури каде што граѓаните на вистина почнаа да се јавуваат како последица на високите температури и имавме доста колапси на јавно место како резултат на таквите температури. Што треба, односно, ќе позборуваме и за тоа кои пациенти, какви пациенти и како да постапиме во случај на колапс, да видиме дека некој колабира, како да ги препознаеме самите симптомите дека нешто не е во ред, но за почеток, какви пациенти најчесто бараат во овој период од годината? Дали се тоа хронично болните, дали се можеби оние кои што не обрнувале внимание да внесуваат доволно течности? Кои се најчестите типови на пациенти кои што во вакви температури, во вакви состојби најчесто бараат помош? За разлика од претходните месеци, овој период типични се повиците на јавно место. Значи, голем дел од нашите интервенции не се во домовите на граѓаните, туку се најчесто се случуваат на јавно место. Тоа може да биде по улици, по јавни институции, по продавници, банки, пазари и така натаму. Најчесто се сведуваат на краткотрајно губење на свеста, каде што граѓаните се јавуваат. Значи, тоа се обично околината околу оној на кој што му е лошо, за да не повикаат, меѓутоа докторите кои што се на телефон даваат совет додека да дојде екипата како треба да се постапи во случај на колапсна состојба.
Исто така, овој период се соочивме и со голем број на повреди на јавно место. Значи има доста падови на јавно место, со фрактури на екстремитети, повреди на глава и така натаму. Значи, сепак не се само колапсните состојби, туку и оние други типови на повреди, на оштетување на здравјето на луѓето, кое што бара итна интервенција. Истото се однесува и на сообраќајните незгоди, кои што, иако да речеме јуни месец на некој начин беше подиспразнет градот, сепак не изостана. Меѓутоа, статистички гледано, за разлика од јуни минатата година, до јуни оваа година, сепак бројката и на колапсни состојби и на сообраќајните незгоди е намалена. Ке позборуваме и за одредените, ете да речеме, законски регулативи како безбеден град, како регулирањето на онај начин на кој што се возат тротинетите и колку тие представува ургентни итни случаи кога ви се јавувале вас, но ајде да се вратиме на она што го споменавме, а тоа е првично како да препознаеме дека некој е пред колапс од топлина, бидејќи тој колапс може да дојде и до сообраќајна незгода, бидејќи сме растревожени од самото топло време и од температурните разлики, може да дојде и до пад, меѓутоа како да препознаеме дека некој е пред колапс како резултат на температурата? Значи, првата фаза од таа колапсна состојба, предколапсна состојба е едно топлотно исцрпување на самиот организам. Тоа најчесто настанува со пропратно потење, одеднаш, значи, со пообилно потење. Тоа е начин на кој што организмот се адаптира и се труди да ја одржи таа внатрешна средина, да ја разлади фактички внатрешната средина на организмот. Тоа потење е пообилно, само тоа од високата температура се губи доста течност и со самото потење. Следствено на тоа се намалува крвниот притисок, доаѓа до едни симптоми на гадење, на вртоглавица, на повраќање, и тоа се оние првични симптоми кои што по падот на крвниот притисок исто така се довидува и до една тахикардична состојба, односно забрзана работа на срцето, и сите тие симптоми доведуваат, како што кажавте, до една панична состојба која што дополнително ја отежнува целата ситуација. Поготово тоа е опасно за оние кои што се учесници во сообраќајот, директни учесници на сообраќајот. Имаме и такви кога на возачите им се слошува. Меѓутоа, во овој период знаеме дека сите возила се веќе се климатизирани. Колку е тоа добро, толку е и лошо, бидејќи настанува една голема разлика во онаа температура која што е во автомобилите и температурата која што е во надворешната средина. Значи, голем дел од тие колапсни состојби настануваат и како последица на излегување од ладно на топло. И затоа кажуваме ние како доктори дека никогаш не треба да има голема температурна разлика, дека и климатизерите треба да се приспособени барем 5-6 степени разлика од надворешната температура. Но сведоци сме дека тоа не е така, дури во јавниот градски превоз, понекогаш знае да биде навистина екстремно да биде разликата помеѓу температурата надвор и во самиот автобус. Так. Но ајде да се вратиме, кажавте дека кога ќе се јавиме на вашиот телефонски број, докторите кои што се на смена ги даваат првите совети како да се постапи. Оној кој што не се нашол во таква ситуација, што треба да знае? Како се дава прва помош на лице кое што е во еден таков колапс? Значи, докторите прво прашуваат кога ќе се јават граѓани да кажат дека некој паднал и се онесвестил. Прашуваат прво дали е тој на сонце. Многу е важно да оној кој што е паднат прво да се види дали дише човекот, дали е препотен и дали е директно изложен на сонце. Првично што треба да се направи е да се отстрани на сенка, да се ослободи од облеката која што ја има, која е повеќе облечен од неприлагодно облечен спрема таа температура. И она што се советува, да ако дише пациентот, само да се заврти на страна, додека да дојде екипата на итната медицинска помош. Во меѓувреме, добро е да оној кој што пријавува не ја затвара телефонската линија, туку да остане до крај, за да понатака се следи состојбата на пациентот, за да се види во каква состојба, за да се помогне на некој начин и телефонски, за да може да се сета таа состојба да не се искомплицира повеќе. Голем дел од колапсните состојби завршуваат на лице место, со третман на лице место.
бидејќи тоа се краткотрајни губења на свест, за среќа. И кога ќе пристигне нашата екипа, најчесто пациентот е веќе стабилизиран. Токму таа прва помош што е пружена од граѓаните, за која што велам дека е многу важна, меѓутоа еден дел, односно третина од сите тие случаи се транспортира до соодветните болнички установи, ако е повеќе засегната свеста, ако не се враќа свеста на тој пациент, така да тогаш лекувањето се продолжува во болница. Што се најчести причини зошто не би можело да се врати свеста? Дали тоа значи дека човекот кој што го доживеал тој топлотен удар не бил доволно хидриран во текот на денот, не бил добро нахранен? Што треба да знаеме кога станува збор за овие моменти? Значи во овој период доста од граѓаните излегуваат надвор без да земат оброк, без да земат доволно течности, а голем дел од нив земаат хронична терапија. Најчесто терапијата, поготово на возрастно население, иако нема правило за возраста веќе, зема антихипертензивна терапија. Таа дополнително го намалува крвниот притисок и многу треба да се внимава при земањето на терапија и излегувањето од дома во нехидрирана состојба. Затоа што од високата температура, реков, организмот сам си регулира температурата, со прекумерното потење доаѓа до губење на телесните течности, на тој начин пат на крвниот притисок, тахикардија, вртоглавица, кадење, повраќање, дури и диареја, значи на секој можен начин се губат течности, слаба циркулација до мозокот и на тој начин од вртоглавица може да преиде во една следна фаза на топлотен удар, што е многу покомплицирана од топлотната исцрпеност. Треба ли постојано да носиме во летниот период, да речеме, едно шише со вода покрај нас, бидејќи една од работите кои што јас сум била сведок е дека многу помага доколку ставиме вода, особено во овој дел на вратот, кога ни се слошува, како тоа влие, односно и да се напиеме вода, меѓутоа и да го ладиме вратот. Зошто е тоа важно? Значи, разладувањето е прва и основна помош на оној кој што се наоѓа во таква состојба, во една топлинска исцрпеност или пак топлотен удар. Првично, тоа шише со вода може многу да помогне. Ако е свесен пациентот, самото пиење, значи рехидрирање преку уста е многу важно и тоа е тоа што и многу брзо го враќа во нормала. Меѓутоа, ако не е свесен пациентот, токму тоа разладување со тоа шишенце вода може многу да помогне додека да дојде екипата на итна медицинска помош. Значи, прво, разладувањето е важно. Затоа велиме дека најважно е да се носи и да се рехидрира организмот, да се носи светла лесна облека и секако заштита за главата и очила за сонце. Знаеме колку е овој индексот висок во такви денови кога се високи температурите, знаеме за штетните сончеви зраци, така да максимално треба да се заштитиме. Кажавме дека многу често треба да внима, односно едни од најчестите групи се хронично болните, меѓутоа и самите кажавте нема тука некоја особена граница, но децата се една посебна категорија, малите деца, особено што ги земаме од градинка, биле на училиште, седна во летниот период, не се, меѓутоа можеби има некои други активности и не сме сигурни колку вода, да речеме, испиле, како јаделе. Тие се една од најранливите категории. Колку високите температури се опасни за децата? И за која категорија на деца, да речеме возрастна група, можеби се најопасни? Децата, значи до 5 годишна возраст, се онаа ранлива група на категорија која што е особено чувствителна на дехидратација и на висока температура. Значи во летото постојат и голем број други причини каде што децата губат течности, од типот на бактериски, вирусни инфекции, гастроентероколитис и така натаму, така да високата температура е плюс фактор кој што допринесува за една можна тешка патолошка состојба на едно детенце. Од таа возраст особено се чувствителни доенчињата, односно оние бебиња до 1 година, бидејќи голем дел од телесната тежина на едно доенче отпаѓа на вода. Тоа доенче може многу брзо да рехидрира со губење на течноста преку столица, така да со повраќање, ако не внесува доволно течност. Значи, целата состојба на еден организам зависи од тоа дали тој брзо ќе се рехидрира во онаа фаза кога може сам
да се внесе течност или ќе се доведе во една ситуација каде што ќе мора болнички со инфузии да се рехидрира. За децата посебна внимателност што во летен период тие не знаат да седат, значи едно детенце постојано ќе го видите како трча и игра, губи од телесните течности на тој начин и треба постојано да се нуди со течности, поготово па и со обична водичка. Значи водата кај детето е битен елемент кој што допринесува за правилно функционирање на сите витални параметри и функции. Со губењето на течноста кај едно детенце се пореметува тој електролитен баланс кој што го регулира и прометот на вода во еден организам. Значи настанува еден дисбаланс електролитен. Од друга страна, тие електролити од типот на натриум, калиум, калциум, магнезиум, бикарбонати, сите тие придонесуваат за нормално одвивање на биохемиските процеси во еден организам. Кај детето, поготово кај малите деца, се тоа брзо се одвива, се тоа во краток период може да се случи да се изгубат тие течности и да се доведе до сите оние потешки последици. Па во зависност од тоа имаме и 3 типа на дехидратација кај деца. Полесна дехидратација, каде што се губи до 5% од телесната тежина, умерена, каде што се губи до 10%, и онаа што е тешка дехидратација, каде што се губи повеќе од 10% од телесната тежина на едно детенце. И она кое што е важно е да се препознаат симптомите на таа дехидратација кај тоа детенце. Значи, во почетна фаза тоа може само да е раздразливо, да одбива да јаде и тоа да е еден почетен симптом дека нешто се случува со тоа детенце. Тоа е во, да речеме, лесната дехидратација. Во следната фаза, до таа умерена дехидратација, детенцето веќе се гледа, неговата кожа е сува, зацрвенета, за да подоцна во лоша фаза добие една мраморизирана боја на кожата, вдлабнати подочници, кај доенчињата, кај што онаа фронтанела на главчето е отворена, таа е вдлабната, конкавна. Значи има неколку знаци по кои што особено медицинските лица и педиатрите веднаш ќе проценат дека тоа дете не е во добра состојба, односно напротив и дека е во тешка состојба. Најголем показател на еден родител дека детето е најверојатно дехидрирано е малку мокрење. Значи во почетна фаза може да се види дека пелената е малку, да речам, првично тоа е со проречени, нели, топење на пелената, да речам, таа е помалку измокрена, меѓутоа за да во подоцнежна фаза таа пелена биде потполно сува и кога ќе сакаме на едно детенце да земеме урина за испитување, ќе видиме дека тоа воопшто не мокри. Тоа е еден сигурен параметар дека нешто се случува со тоа дете, односно дека постои еден дисбаланс на електролитниот статус. Така да оние кои што ќе видат дека такво детенце се случува, да тоа може да е после осве што е раздразливо, тоа плаче без солзи, кожата нема тургор, нема еластицитет. Значи, повеќе знаци кои може да укажат дека тоа детенце не е во добра состојба и дека бара, па на моменти и итна хоспитализација, каде што ќе мора интравенски да се рехидрира. Друг тип на дехидратација во однос на тие електролити може да биде изонатремична, хипер и хипонатремична, во зависност од тоа колку е количеството на натриум. Ова го кажувам затоа што се испитува во болнички услови, се испитува и ацидобазниот статус за да се види. Натриумот е многу битен елемент важен за функционирање на мозочето на детето. Значи и за функционирањето на таа екстра-интрацелуларна течност. Значи, за да знаеме колку треба тоа дете да се рехидрира. Не секоја рехидратација може да биде корисна. Значи, многу е битна и количеството и начинот на рехидратацијата. За возрастните се вели дека за возрастен човек дека се потребни околу 2 литри вода дневно течности. Како има ли некоја таква мерка за децата? Децата обично треба да земат, поготово по малите, кај малите деца се мери на килограм. Значи, поготово кога и тоа е дехидрирано, обично 20 милилитри на килограм телесна тежина.
детето треба постојано да се нуди со течност, тоа може и само да не каже дека му се пие водичка, меѓутоа ако е жедно, тоа сигурно дека кога ќе му понудиме вода ќе земе и ќе се напие. Многу е корисно самиот чин на доење за доенчињата во тек на летниот период, затоа што млекото е една, да речам, магична течност која што ите така до мајчиното млеко, ите така е корисно и лек за тие дехидратации на децата, така да се оди полесно кога малечко детенце ќе биде се уште на мајчино млеко. Ги олеснува, значи, тие работи. И сега, за жал, во светот слушаме ситуации, слушаме за жал трагични ситуации на родители кои што ги оставиле децата во автомобил. Доколку е безбедно да се остави детенце во автомобил или воопшто не е безбедно? Воопшто не е безбедно. Без разлика на возраст? Без разлика на возраст. Знаеме дека поготово воопшто не треба да се остави само, поготово во изгаснат автомобил каде што нема климатизација, многу брзо доаѓа до прегревање на таа внатрешна средина и многу брзо доаѓа до дехидратација, како што кажав, најмногу страда мозочето на детето. Значи, тоа е една фатална грешка на секој оној родител кој што ќе се обиде за да не го носи детето да заврши некоја кратка работа. Значи, тоа е еден апел до сите родители дека децата не се оставаат во возилата. Така да, подобро извадете го детето од возилото, носете го каде што треба со вас, не знаете колку ќе се задржите, а секоја минутка може да биде фатално оставено дете во автомобил. Има ли некоја, пред да ги завршиме нели овој дел со дечињата, има ли некој совет покрај овој нели што го давте, што би сакале да им го дадете, бидејќи дечињата, како што кажав, како возрастните може да се соочат и со падови, скршеници, кога тука интервенира итната медицинска помош и кога треба да се побари итната медицинска помош, пред да го отвориме оној дел за тоа какви се повици добивате, вашите капацитети за работа и оние промени кои што следат итната медицинска помош. Што би ги советувале родителите? Така, значи, бидејќи е летен период, голем дел од родителите ќе ги носат своите деца на летување, предпоставувам, изложени на директно сончево зрачење. Сепак дека првото изложување на сонце, детската кожа е многу нежна, првото изложување на сонце мора да биде со висок заштитен фактор, да не биде под 50. Секако да се носи капче секое дете, значи да не биде изложено многу, неколку минути првиот ден, подоцна, значи тој е период да се зголемува, меѓутоа да не се претерува. Секогаш треба и на плажа да се носи водичка за тоа дете, значи да не се заборави дека секое дете треба редовно да се хидрира и да се пои со течност. Од друга страна, да се сега децата знаете се една таква непредвидливи. Така е, непредвидливи и цел ден да стоите до него и да го гледате, може во секунда да се заврти и да падне и да се направи некаков проблем. Меѓутоа пак ќе речеме да се внимава да не се ставаат некои предмети кои што можат да го повредат детето, да бидат тоа, нели, сепак да биде обкружено со играчки. Да, оно што е безбедно за нив. Так. И сега, би сакала да се опфатиме малци за вашата работа, односно да објасниме убаво како функционира итната медицинска помош на ваша смена, односно на смена на итна медицинска помош. Секогаш има најмалку двајца доктори кои што ги прифаќаат, односно ги добиваат одговара на тие телефонски повици. Зошто е тоа така? Зошто е важно да бидат, зошто докторите се важни да бидат тие првите кои што ќе биде на телефонската линија кога еден пациент ќе се јави со потреба, нели, сметајќи дека има потреба од итната медицинска помош. Ние најчесто практикуваме на телефонските линии да се доктори со искуство. Бидејќи сепак и оние доктори кои што веќе поминале извесен период на терен, бидејќи сепак искуството на терен се пренесува на искуството на телефон. Секогаш докторите прашуваат. Има еден, да речам, плејада на прашања, сега зависно од состојбата. Некогаш кога е итно, кога е сообраќајна незгода, прашуваме само за локација, каде се наоѓа, за да може побрзо да стигнеме. Меѓутоа, голем дел од оние пациенти, од оние корисници наши се јавуваат и секојдневно, и веќе си ги познаваме, така да и ја следиме со години нивната здравствена состојба. Кога нема да се помогне со тој совет за терапија, за дополнителна терапија, тогаш одиме на лице место за да се даде ампуларна терапија.
Меѓутоа, кај оние акутни состојби кои што се јавуваат, многу е важно прво да се пријави и да се одговори на прашањата што ги поставуваат докторите. Значи, не случајно се прашува за возраста на пациентот, не случајно се прашува за симптомите, се прашува за тоа дали се првпат тие симптоми или веќе ги имало и претходно. Значи, тоа се сите прашања кои што се поставуваат за да се формира една јасна слика за што станува збор. Затоа што едно е кога ќе го видиме пациентот, а друга е состојба кога ќе слушнеме на телефон. Се случува многу пати и често да една и така итна состојба да несоодветно се пријави. Па така да и да се отиде, значи нашиот тип на интервенции ги степенуваме под 1, 2 и 3. Под 1 значи да се оди итно, под 2 значи може да се почека, значи предност имаат итните интервенции и под 3 тоа се транспорти што обично ги вршиме од клиника до клиника, од клиника до дома и така натаму, кај што најчесто во тие транспорти се само возачите. Нема потреба од Нема дополнителен потреба, медицински тоа се персонал. барани транспорти кога нема потреба, најчесто кога се носат нели за оние редовни прегледи, кога имаат закажано на мој термин пациентите за контроли, тогаш они си барат, а се неподвижни, најчесто тоа се со фрактури и така натаму, тогаш се оди само со возач и се извршуваат тие транспорти. Меѓутоа, секогаш мора да имаме една јасна слика за тоа за каква интервенција се оди, за што се работи и тоа е во корист на пациентот, затоа што да знаеме колку брзо треба да се прати таа екипа. Многу често граѓаните и ни се лутат што така малце се поставуваат тие прашања малце повеќе, меѓутоа верувајте дека тие многу често се и од помош, бидејќи не секој соодветно знае да ја пријави итната состојба. Значи, обратно се случува па и да се јавуваат кај нас корисници кои што далеко е од итност, а сепак инсистираат да екипа на итна помош дојде во нивниот дом. Значи, тоа мораме да направиме една таква селекција за да може да се отиде таму каде што е најпотребно. Со колку екипи располагате на смене и дали тие ви се доволни? Сакам да ја насликаме, убаво да објасниме на гледачите, имајќи предвид дека вашиот телефонски број постојано звони, од она што сме го видели на терен, постојано звони. Имајќи ги предвид вашите капацитети и бројот на повици кои што го добивате, и оние критики кои што ги добивате на ваша сметка за тоа дека можеби не доаѓате некаде и како одлучувате да одите кај еден, односно кај друг пациент, да ја насликаме, да се обидиме да пренесеме таа информација на граѓаните од ваше гледиште, бидејќи со колку екипи, не на смена сега во моментов колку екипи има итната медицинска помош? Во моментот итната медицинска помош работи со 5 до 6 екипи. Така да зависно, меѓутоа бројката е таа. Доволно ли се? Далеко е од доволно. Значи, далеко е од доволно. За овој град со овие жители минимум треба да има 15 екипи во смена. Ние имаме само третина од тие екипи и се трудиме за да не направиме некоја грешка на вистина каде што е загрозен животот и верувајте дека сме принудени да ги поставуваме тие прашања за да не се направи грешка и да не се испрати екипа каде што треба. Се случува и тоа, не велам не, но многу често се случува и да нема екипа или една екипа да оди на лажен повик, додека за исто време е потребно некаде на вистина, каде што се загрозени виталните параметри, каде што е животот во прашање, а во моментот да нема слободна екипа. Значи, токму заради тоа, мора да водиме и да правиме една хиперселекција на сите тие интервенции, затоа и практикуваме да се искусни доктори на телефон, кои што ќе прашаат. Значи, нема некое посебно правило во однос на оние прашања, значи секое јавување е посебна приказна. Не може да одиме по некои строго определени правила и прашања во тој поглед. Значи, дали тоа ќе биде со 2 збора примена интервенција или ќе биде така со подолготрајно прашување за да се види дали пациентот стварно има потреба или може да оди во некоја од дежурните ординации кои што работат ноќе во трета смена, недели и празници и практикуваме да оние кои што можат сами да одат, ако не помогне советот, тогаш да ги посетат тие ординации, бидејќи на вистина не може да се постигне секаде со овој капацитет со кој што располагаме сега.
колку доктори, двајца доктори висе на повици, кои што е клучната нивната проценка, дали е итна ситуацијата или не, или каде да ја пуштат екипата. Колку останати, значи во секоја од тие екипи, останати 5, има по 5 доктори. Да. Дали ви се доволни овие бројки? Пред се, бидејќи оно што ние го знаеме генерално од состојбите во здравството, дека секаде има потреба од дополнителен број на доктори, колку вас ви се потребни, за да можеме нели да одиме на следното прашање, сите оние измени кои што се планираат за вас како итна медицинска помош. Колку ви се потребни? Многу ни се потребни, морам да кажам. Ние веќе некогаш во ретки случаи, тоа одамна не сме го имале, кога сме имале 8 екипи, па сме се чувствувале малку покомотно. А во бројка со 5 до 6 екипи на вистина на толкав град, поготово и во работни денови, кога од целата држава населението гравитира овде и работи овде, можам да кажам дека на вистина со напори се справуваме да постигнеме секаде каде што е потребно. Значи, понекогаш на вистина секоја чест на оние граѓани со кои што имаме соработка и разбирање, многу од нив ќе се јават на телефон да ја кажат после советот со состојбата, многу од нив ќе не разберат дали има возило или не, па сами ќе си го однесат пациентот. Меѓутоа еден дел реков дека нормално е да се револтирани граѓаните, нормално е, меѓутоа најмалку се виновни оние кои што се на смена таа вечер или тој ден. Значи, капацитетите се тие. Го даваат максимумот од она што можеме да го заклучам. Најавено беше од министерот за здравство дека ќе се одвои итната медицинска помош како посебна засебна институција. Колку тоа ќе помогне и како се планира тоа да се направи? Дали би го дало одговорот на предизвиците со кои што сега се соочувате? Така, планот е одвојување и веќе таа информација е помината на седница на влада. Значи, ова одвојување на службата за итна медицинска помош, обиди за нејзино одвојување има одамна. Значи, не датираат од сега. Меѓутоа, сега се превземаат од страна на Министерството активности, каде што на вистина одвојување ќе се реализира, ќе преиде во реалност. Следејќи го примерот на околните наши балкански соседи, да речем, каде што се овие служби посебна институција и имаат позитивно искуство со тоа. Скопската итна помош како една од најголемите служби од ваков тип во Македонија, мислам дека е потребно да биде како самостална единица и самостална институција, со тоа што самостално ќе управува со средствата и самостално ќе организира работата. Ние првично имаме многу проблем со кадарот во службата за итна медицинска помош. Голем дел од докторите кои што сега сме во состав на јавната здравствена установа, не сега, него одамна, од 1970 година, под јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. И некако непишано правило е дека сите оние доктори кои што ќе се примат на конкурси, многу брзо после тоа им се доделуваат специализации од најразличен тип, од кои што само до сега се 3 специализации ургентна медицина, бидејќи знаеме дека секаде фалат доктори и специјалистичките ординации на Здравствен дом се полупразни, така да Здравствен дом распишува најчесто конкурси за оние специјалистички ординации кои што треба да се потполнат со специјалисти од типот на офталмологија, орал, интерна медицина и така натаму. Тие доктори, кога ќе специјализираат, си одат од кај нас и нормално одат во специјалистичка служба на Здравствен дом. И итната медицинска помош со години проблемот го има со недостаток на кадар и покрај тие конкурси каде што се прима персонал. Од 2016, 15, 16 кога се прими една поголема бројка на доктори, сестри и возачи како цели тимови, до сега не дека немало приеми, имало, меѓутоа таа беше една значителна бројка која што и до ден денес остави трага во службата за итна медицинска помош. Се друго што беше примено, голем дел од нив, од докторите зборувам,
си заминаа, така да секогаш имаме дефицит, поготово на доктори, меѓутоа сега бидејќи подолго време нема поголем прием на медицински сестри и на возачи, имаме дефицит и од нив. Значи, ако порано имавме дефицит на доктори, сега веќе имаме комплетен дефицит на целата екипа. Ако се случи одвојувањето така како што е планирано, еве превземени се чекорите, дали тоа ќе подразбира и подобро екипирање, односно дали тоа ќе подразбира зголем број на вработување, ваш засебен буџет, подобра распределба на тимови, поголем број на екипи кои што ако имате сега 5 до 6, барем да имате до 10, да речеме. И која е, да речеме, крајната цел кога овие планови би можеле да се реализираат? Значи тоа не е процес кој што оди преку ноќ, сепак е не е некоја постапка што ќе се смени веднаш преку ноќ на хартија, тоа ќе помине еден период, меѓутоа се планира веќе од наредната година. Итната медицинска помош да биде самостална, ќе биде центар за итна медицинска помош. Планот е, според досегашните разговори со луѓето од Министерството, за да се поправи целата таа состојба, секако да има и нови вработувања, меѓутоа и да се распишат поголема бројка на специализација по ургентна медицина на докторите. Тоа ќе биде начин за сите оние доктори кои што сакаат на вистина да останат во оваа служба, да ја земат таа специализација и со тоа ние ги имаме докторите како постојани во итната медицинска помош. Тоа е една од причините, само една од причините со која што како иницијатива се покрена за одвојување на итната медицинска помош од здравствениот дом Скопје. Ќе направиме тука една кратка пауза, потоа би сакала да поразговарам уште малце подлабоко за сите случаеви и услуги кои што ги дава итната медицинска помош, но и ваше лично искуство, бидејќи веќе 20 години сте биле на терен пред да станете раководител на итната медицинска помош во Скопје. Ќе правиме на кратка пауза за реклами тука и се враќаме повторно назад во студиото. Се враќаме назад, почитувани гледачи, во студиото. Разговарам со доктор Анита Димовска, раководител на итната помош во Скопје. Разговаравме за многу делови поврзани со функционирањето на итната медицинска помош, капацитетите, но и тоа како да се справиме во случај на топлотен удар, како да дадеме прва помош, но како и да си помогнеме самите на себе. Пред да се објавам, споменав дека повеќе од 20 години сте биле на терен кога станува збор за итната медицинска помош и итни интервенции. Што е она што можеби ви остави најголем траг во вашата кариера? Дали имало некој повик кој што буквално може би го променил животот и вашата кариера како доктор? Така, има многу од интервенциите кои што и ден денес секој доктор и секој вработен во службата за итна медицинска помош кој што оди на терен, има по некоја случка, по некоја интервенција која што длабоко му остава врежано во сеќавање. Па така и јас на почетокот на мојот работен стаж во службата како млад лекар исто имавме еден повик за едно убиство, глетката беше морничава, која што ќе памтам цел живот, ни дека немало после тоа, меѓутоа таа случка која што ја паметиме и јас и целиот мој тим кој што бевме на таа интервенција, секако дека и ден денес се случува да ја прикажеме и ден денес од моите постари колеги на некој начин, оние кои што ми беа предпоставени во тој момент, сега веќе и се во пензија, си спомнувавме, а тогаш кога отиде како беше на таа интервенција, значи навистина тоа се морничави глетки кои што секој барем по неколку пати имал во своето работно искуство сретнато такви интервенции. Значи службата е многу тешка, меѓутоа е многу интересна. Од такви ситуации каде што гледаме повредени, животозагрозувачки состојби, искрварувања на сообраќајни незгоди. Од друга страна имаме убави моменти кога се раѓа едно бебенце, многу имаме случаи кога имаме раѓања дома, во домашни услови, па се носат тие бебиња во болница, после се транспортираат заедно со мајката. И тоа се едни убави моменти кои што
Сите сме послана екипа која што ќе дојде, кој ќе се врати од терен, така ни внесува една позитива дека не е се така црно во оваа наша служба. Има чести ли се тие случаеви кога ете така е? Бидејќи тоа сме го гледале можеби на филмовите како буквално дете се пораѓа дома или пак се раѓа дома или пак во предградието на градот, на периферијата, кога не можат да стигнат до одредена болница, па ќе се јават, така да повеќе во селските населби во околината на Скопје, меѓутоа ги има и тоа се, да речеме, на светла точка во целата наша работа. Секако дека она колегијалност која има во службата за итна медицинска помош, бидејќи функционираме како тимови, мислам дека ја нема во ниедна друга институција, бидејќи сме со 12-часовно работно време постојано на работа. Не велам дека екипите не се оптоварени во овој период, бидејќи се малку и често се случува и оние слободни денови кога имаат слободен ден да ги повикуваме кога има потреба. Меѓутоа, морам да им искажам една благодарност и за нивната пожртвуваност и пред се хуманост за да одговорат на сите предизвици што ги пружа оваа служба. Ги споменавте оние моменти кои што ви оставиле траките, тој случај, убавите моменти кога носите нов живот во овој свет, но има ли такви кои што буквално сте им го спасиле животот и буквално, ви станале, сте им биле најсветлата точка, не велам за носење нов живот, меѓутоа сте спасиле човечки живот. Сигурно има многу, но бидејќи за жал многу често во јавноста полесно поминуваат критиките и некои негативни работи, но имаме и многу позитивни. Па ете некоја таква позитивна работа која што може да ја одвоите и колку чести се тие, претпоставувам се многу чести, бидејќи за среќа не слушаме толку негативни такви вести во јавноста. Но некој кој што навистина ви се заблагодарил на некој таков начин и е свесен за сето она што го правите како мал тим и вашата поважртвуваност во вакви ситуации. Така, јас може да кажам и дека на толку малку екипи и со таква една пожртвуваност и со таква селекција на интервенциите, сепак сум задоволна од работата на вработените, бидејќи сепак пак можам да кажам дека не бие не знам каков лош глас, затоа што само оној кој што работи во нашата служба може да процени каква е ситуацијата кај нас. Последен случај беше во текот на вчерашниот ден, кога дојде сопругата на еден пациент на кого што екипата му го спаси животот, буквално му го спаси животот и го однесе на време на кардиологија, за да дојде да се заблагодари, да каже дека ако не беше екипата на итна медицинска помош да прво од приемниот дел на интервенцијата, каде што веднаш докторот проценил дека е за итно да се оди, до праќањето на интервенција на самата екипа на лице место, брзото стигнување, брзото поставеност на дијагнозата и проценка на состојбата на пациентот, многу е важно во таква ситуација каде треба да се однесе пациентот, значи брзиот транспорт на соодветно место на тој пациент доведе до тоа да буквално секундите одлучуваа за животот на истиот, бидејќи во една инфарктна состојба пациентот направил нова инфарктна состојба пред лифтот на кардиологија, со тоа што притрчале и докторите нормално и така да еден заеднички напор и од наша страна како тим и од страна на кардиолозите, еден човечки живот е спасен. Кога ќе ја чуеме таа сирена на итната медицинска помош, сите реагираме, но за жал сме гледали и видеа каде што буквално тешко се поминува низ скопските улици, кога станува збор за такви кога поминува итната медицинска помош. Има ли нешто што сакате на шоферите, на возачите во скопскиот превоз да им порачате? Колку не служи таа култура и колку е битно не само вие како екипа да интервенирате брзо, да воспоставите, да дадете првата таа помош, да точно да одредите каде треба да се носи пациентот, но колку е важен и секој еден од нас како учесник во сообраќајот, вам да ви ја олесни работата. Така, во едно возило на итната медицинска помош не знаеме кој е внатре. Може да е наш некој близок, а да не знаеме. Значи, паѓајќи од таа гледна точка, секогаш кога ќе слушнеме сирената, треба да знаеме како да се однесуваме во сообраќајот. Ако на семафор, на црвено, цел ред на возила се пред нас и се тргнат, оние што се десно, оние што се лево, за да може на средина да помине возилото, ако едно од тие возила
не се тргне правилно или оди во обратен правец, нас ни е патот спречен и залуден е сите тие напори на останатите возила. Значи, треба да имаме една сообраќајна култура и да знаеме како да реагираме. Има многу од учесниците во сообраќајот кои што сакајќи да помогнат и да се тргнат, панично реагираат и повеќе го блокираат патот. Значи, како треба да се тргнат? Како е најправилното? Најправилното е, ако има две ленти пред црвеното светло пред семафорот, оние кои што се во десната лента да се тргнат десно, а оние кои што се во левата да се тргнат лево. Возилото поминува на средина. Значи, секогаш е тоа едно правило кое што треба да се знае и нашите возачи така го пробиваат патот, освен ако тие возила не тргнат и сите во иста насока, па да некако биде обратно. Тоа треба да е едно правило каде што треба сите да го почитуваат за да брзо се стигне до местото каде што треба да се однесе пациентот и да се транспортира. Исто треба да се приодни болничките влезови, капи, да. И на тоа сме биле сведоци како буквално се паркираат коли пред самиот влез и вас био невозможен. Да, и влез. Тоа е многу често и многу често се случува и конкретно во самиот клинички центар, ние ќе го донесеме пациентот многу побрзо во клиничкиот центар, заглавуваме временски да не може да се однесе едно детенце до детска клиника или еден пациент до ургентниот центар. Значи, тоа многу често се случува, поготово на улица пред детската клиника, која што е постојано со возила и се случува многу често тие дечиња и во раце да ги носиме да трчаме до клиниката. Така да се надевам дека и тој проблем ќе се реши понатаму за да може слободно да се пробиваат. Има направено ургентен влез паралелна трака во клинички центар, меѓутоа и од возачите тоа не се почитува од страна на останатите кои што влегуваат натре во паркингот, така да нефункционален е и тој влез. Би сакал уште еднаш да се осврнеме на сообраќајните несреќи за жал, иако за среќа е намален бројот, имајќи предвид нели последните законски интервенции и сето оно што се случува со безбеден град, но уште едно нешто што беше навистина сериозен предизвик во сообраќајот беа тротинетите, особено малолетниците и доста мали деца кои што ги возат тротинетите. Колку се страшни повредите од електричните тротинети и што сте видели, можеби едно ваше гледиште на оваа регулатива која што сега беше изгласена во врска со електричните тротинети? Она што се изгласа за тротинетите го поддржувам, навистина, бидејќи сепак доста од децата кои што беа на тротинет страда од повреди, од падови. Имаше ли чести повреди? Па можам да кажам дека ако имаше 3 сообраќајни незгоди, 4 во тек на денот, една беше со тротинет. Зависи во кој период од годината, знаеме, од кога се покачија температурите, од како се стопли времето, значи повеќе се сообраќајните незгоди и со моторите, и со велосипедите, и со тротинетите. Тротинетите се учесници во сообраќајот за кои што најмалку постоја некои правила, да кажеме, а развива брзина. И така да се случуваше и само повредување, падови од тротинет, меѓутоа и повредување од друго возило. Така да многу често имавме и повреди на глава, оние кои што се најтешки повреди, тоа се повредите на глава. Доста од скоро сите од тие пациенти беа однесени, транспортирани во болниците, најчесто се носат, затоа што веруете дека навистина имаше повреди од потежок карактер, најчесто. Падовите поради неносење и кацика и поради мислам дека сега со она мерка за неможност на малолетниците да возат тротинети, мислам дека значително таа бројка ќе се намали, затоа што сепак возрастните посовесно ги возат тие тротинети. Истото важи и за моторите, кои што не знаеме од која страна каде ќе ни излезат на улиците, така да доста има повреди со мотор и тие знаат да бидат тешки повреди. Откако се водведе безбеден град, морам да кажам дека бројот на сообраќајните незгоди на повредени се намали. Значи, од јануари навака, таа бројка нешто се зголеми во месеците април и мај, меѓутоа сега во јуни е намалена, споредбено со онаа бројка во 25-та година јуни, ако тогаш имавме 199 повредени, од кои 172 однесени транспортирани во болниците, во јуни оваа година имаме 130 повредени и 120 однесени во болниците. Значи, тоа сепак е една значителна
бројка на намалување на повредени од сообраќајни незгоди. И се надеваме дека и понатака со почитување на сите овие правила и да речам за безбеден град и внимавање за камерите кои што снимаат имаат ефект. Најчесто и тоа морам да напоменам дека овие сообраќајни незгоди се во приградските населби каде што нема сейф сити. Каде што нема да. Каде што се каде што нема камери, нема камери. Да. Пред самиот крај сме би сакала за почетокот уште да дефинираме кога граѓаните задолжително треба да се јават во итната медицинска помош, а во кои случаи е подобро или да си дадат само помош или пак да се упадат кај некој можеби климатичниот лекар или пак сами додат во некоја амбуланта. Кога вие мора да интервенирате и е пожелно да ве побараат? Итна помош мора да интервенира кога се загрозени виталните параметри, односно кога животот е загрозен. Што значи тоа? Дека секоја состојба интернистичка од типот на акутен инфаркт, на мозочен удар, на мозочно крварење, од хируршките повреди, тоа се било какви повреди, скршеници, значи тоа се едни повреди кои што тоа се едни состојби кои што се акутни, кои што настануваат наеднаш и кои што можат да го загрозат животот на повредениот. Има разлика и од типот на повредата. Не секоја повреда е животозагрозувачка. Например, ние може да направиме секако дека ако имаме паралелно јавување со симптоми на една градна болка, препотување, значи тоа се симптоми на еден акутен инфаркт. И секако дека возилото првично ќе го пратиме кај тој пациент, отколку кај оној што во моментот ја скршил раката. Значи, сепак мора да правиме една селекција. Не дека нема да отидеме и кај тој што ја скршил раката или ногата, меѓутоа, сепак предност имаат оние каде што може да се влошат наеднаш виталните параметри. Од друга страна, оние кои што имаат потреба од лекарски преглед, а можат сами да се движат, како што е, например, покачување на крвен притисок, некоја главоболка која што е не така јака, а сепак пречи, не помага со таблети. Сепак ни се тука и дежурните ординации, освен матичните лекари. Кога не работат матичните лекари, тука се дежурните ординации кои што работат ноќе, во трета смена, недели и празници, каде што има тим од доктор и медицинска сестра и можат слободно да отидат на преглед. Ако е нешто ургентно, и од таму докторот многу често, кога има потреба, не повикува нас за да се транспортира пациентот до соодветна болничка установа. Значи, секогаш треба и тие да се земат во предвид. Знаеме дека најдобро ни е доктор да ни дојде дома и да не прегледа, меѓутоа, сепак да бидеме малку хумани и обзирни према останатите, кои навистина имаат потреба од нас, а кои сепак можат да одат сами на преглед. За крај, имајќи предвид дека зборувавме пред се, поводот и причината ни беа високите температури, високите температурни разлики, променливото време, која е онаа порака која што сакате да упатите до гледачите, имајќи предвид како те си го зачуваат своето здравје, да речеме во овој период од годината? Првично ќе упатаме на порака до оние ранливи категории кои што ги напоменав, значи хронично болните, трудниците, оние кои што се над 60 годишна возраст и децата. Меѓутоа, сепак, ова важи за целокупната популација. Првично, оние кои што земаат редовна терапија, пред да испијат терапијата, да ги измерат основните параметри ако треба да излезат на отворено, од типот на мерење на крвен притисок, диабетичарите да го измерат нивото на шеќер во крвта, да не одат недоручкувани рано сабајле да излегуваат, да се придржуваат на она од 11 до 17 по можност да се биде дома. Знаеме, не онаа категорија на популација над 60 години најчесто се и луѓе кои што не се во работен однос, па можат да се придржат на тоа правило и да почекаат или до 10 часот 11 веќе да се вратат од таму каде што треба да одат, да се придржуваат на сите оние препораки кои што докторите постојано ги кажуваат, за да не дојде до нарушување на нивното здравје. Основното на целава оваа ситуација е рехидратацијата. Значи, со негубење на течности од организмот, нема да дојде до такви несакани последици. Доктор Димовска, ви благодарам многу за вечерашното гостување. Ви благодарам и вам за поканата, ми беше чест. И мене секако, особено ми е чест што со вашето гостување, со овие совети го завршуваме она што значи сезона
2026 лет нели во овој период со вас. Почитувани гледачи, ова беше последната емисија на За или против за оваа сезона. Јас и во името на целиот тим на Алфа телевизија, секако во името на тимот на За или против, сите кои што се пред екраните и зад екраните, ви благодарам за вниманието кое што ни го дадовте изминатиот период, секако со иста, слична и адаптирана содржина, што е можно подобро за вас гледачите. Се враќаме по одморите, бидејќи и ние заслуживме еден одмор, имајќи предвид дека изминатиот период ги отваравме сите најактуелни теми. Ви посакувам убав остаток од денот, убав викенд пред вас, убав летен период. Се гледаме по завршувањето на одморите. Поздрав!